Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија најостро ја осудува изјавата на господјата Катица Јанева, со која таа го оспорува легитимитетот на Собранието на Република Македонија, председателот на Република Македонија, владата и Уставниот суд. Изјавата на господја Катица Јанева е политичка изјава, би рекол дури и партиска изјава. Катица Јанева вчера не беше ниту правник, ниту јавен обвинител, туку беше портпарол на некоја од опозицијските партии. Изјавата на господја Јанева е многу опасна и сериозно штетна за државноста и суверенитетот на Република Македонија. Ако се земе за сериозна, оваа изјава значи дека Република Македонија нема институции, нема собрание, нема председател, нема влада и нема уставен суд. Ова изјава значи дека Република Македонија формално не постои и не постои нејзиниот уставен и правен поредок. Ова изјава нам ни наликува дека е обид за демонтажа на Република Македонија. Во минатите 20 години се навикнавме на вакви изјави од официјални лица надвор од Република Македонија. Но овој пат жално е тоа што доаѓа од нејзин граѓанин, вршител на одговорна јавна функција. Обидот за делегитимирање на органот, највисокиот орган, кој го донел законот, по кој господја Катица Јанева е избрана, органот кој го одобрил финансискиот план за работа и органот кој конечно ја избрал господјата Катица Јанева, е делегитимирање на самата себе, на својата улога и на институцијата со која раководи. Според тврдењата на Јанева, законот со кој е избрана, финансискиот план со кој добива 4 милиони евра годишно и одлуките за нејзин избор се нелегитимни. Тоа значи дека не постои ниту институција со која раководи господјата Јанева, ниту пак таа избрана да ја раководи таа институција. Според господја Јанева, нелегитимни се законите со кои ова собрание донело одлука за земјоделски субвенции, за зголемување на платите на армијата, полицијата, образованието, здравството. Нелегитимни би биле одлуките за зголемување на пензиите, за намалување на даноците, на придонесите. Според оваа изјава, нелегитимни се и прогласување на кризна состојба на јужната граница и ангажманот на армијата на Република Македонија за заштита на државата. Според оваа изјава на господја Јанева, ние како држава немаме официјален орган кој може да не представува во меѓународни односи. Немаме свој суверенитет и немаме највисоки државни органи. Оваа изјава значи дека Македонија треба да стане протекторат на некој однадвор, а овој народ да го изгуби правото да одлучува за себе. Уставниот суд е биран од истото собрание од кое е бирана и самата Катица Јанева. Ако нема легитимитет Уставниот суд, зошто би имала таа? Конечно, председателот на Република Македонија е избран со најголемо мнозинство што било кој председател на Република Македонија го добил на избори. Ако одлуката на тие граѓани е нелегитимна, тогаш како изјавите и постапките на Катица Јанева се легитимни. Со вчерашната изјава, господјата Катица Јанева излегува надвор од своите законски надлежности. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија нема намера да остане нема и да не се спротивстави на овој обид или на било кој друг обид за нарушување на легитимитетот на институциите и нивното значење за сувереноста на оваа држава. Илјадници граѓани, вчера и денес,
реагираат до нас со многу поостри реакции и барања. И бараат од нас да не дозволиме господјата Катица Јанева и нејзината институција да биде маша во рацете на сите кои сакаат да го оспорат постоењето на оваа држава, овој устав и сувереноста на овој народ. Ги поздравуваме острите реакции од страна на председателот на Република Македонија и од страна на Собранието на Република Македонија. Бараме во име на мнозинството на пратеници и на сите граѓани на Република Македонија господјата Катица Јанева да се извини за навредата спрема државата Република Македонија, спрема македонскиот народ и спрема сите граѓани. Бараме од останатите политички партии и сите фактори да се оградат и да ја осудат оваа изјава на господјата Јанева. Овој народ и оваа држава има сила да се спротивстави на сите видливи и невидливи сценарија за рушење на сувереноста на Република Македонија. Ние сме биле дел и ќе останеме дел од тој народ. Благодарам. Дали има прашања? Само некаков ред да го споставиме за да има можност. Повед и најредовно. Дали ќе останете само на барање и извинување или ќе следат некои други? Се надеваме дека господјата Јанева ќе свати самата каква огромна грешка направила, дека излегла од своите надлежности и дека направила навреда спрема македонскиот народ и спрема сите граѓани на Република Македонија. Се надеваме дека ќе се извини за својата постапка и се надеваме дека ќе започне да ги почитува институциите, уставот и државата. Во име на пратеничката група би сакал и да ја повикам во согласно со уставот и деловникот на Република Македонија да дојде прво на седница на Комисијата за политички систем, а потоа и на пленарна седница и да го даде својот извештај за работата, исто онака како што постапуваат сите избрани и именувани лица кои според материјалните закони одговараат за својата работа пред Собранието на Република Македонија. Тоа ќе биде добра можност да увидиме докаде е во своите постапки, дали се држи до законот, но и добра можност пред ова собрание да се извини за вчерашната изјава. Повелете, господин Максимовски. Повелете. Специјалната јавна Катица Јанева извинилите се во постапки за над 80 лица согласно неговата законска надлежност, кои се спомнуваат во следните. Како пример се води или не се води, како да се вземе речникот за државниот актуелниот државен орган. Моето прашање е како е вашиот политички став како партнери на коалицијата на власт? Може да се води истрага и за актуелни или поранешни пратеници и на опозицијата и на власт. Добро. Бидејќи таа теоретска можност постои, бидејќи надлежноста временскиот распон на специјалното јавно правителство е од 2008 година на. Така е. Вашиот политички став на коалиција и второто прашање. Ако може едно по едно. Значи, ставот е дека секој кој што се огрешил спрема законот и направил штета за Република Македонија, без разлика дали врши или не врши, или вршил во минатото функција, треба да си се спроведе истрага, да си од надлежните државни, судски и истражни органи да си постапуваат без исклучок за било кој граѓанин на Република Македонија. Дали тоа е вршител на некоја функција во јавното обвинителство, во специјалното јавно обвинителство, во опозиција, во власт, некој што во минатото вршил функција, нас воопшто не ни значи. Она што значи за нас, но и за сите граѓани на Република Македонија, постапките кои што ги води специјалното јавно обвинителство или редовното јавно обвинителство да бидат во согласно со уставот и законите на Република Македонија и да се темелат врз база на докази и аргументи со кои што ќе се потврди или нема да се потврди вина на било кој граѓанин на Република Македонија. Повелете со второто прашање. Вие дека специјалниот јавен обвинител Катица Јанева го руши суверенитетот на Република Македонија. Така е. Тоа е едно од најсериозните кривични дела предвидено со казнаниот закон. Зошто вие не покренете незина смена
Излична пријава и овие изјави да се преживаат цела македонска власт. Вака, постапка, според законот кој што е донесен, постапка за смена на специјален јавен обвинител поведува Советот на јавни обвинители, а собранието во втора инстанца се произнесува за таа постапка. Значи, ние како пратеници немаме законска можност да поведеме иницијатива, односно постапка за промена на господјата Јанева. Тоа е во надлежност, ке повторам, на Советот на јавни обвинители. Она што ние имавме како пратеничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, а воедно и како мнозинство во ова собрание, да го кажеме, ова наша политичка оценка за нејзината изјава. Затоа побаравме да се извини и да ја поправи својата грешка. Ајде, но гледаме други. Уривањето на суверенитет е сериозна политичка процедура. Дали вие би гласале за разрешување на Катицанија кога би дошло на племе? Да почекаме да видиме. Има многу сомнежи околу начинот на кој што таа работи, но да почекаме да видиме. Сепак за тоа надлежен и стручен орган е Советот на јавни обвинители. Ви благодарам за прашањето. Повелете тука. Господин Тимовски, уште пред изјавата на Катица Јанева, председател од Брезна пратениците се нелегитимни, таа беше постојано до одредени медиуми цел на напад, беше со цел да се делегитимира. И вашиот лидер Никола Груевски, самодоволно ДПМН, во еден од своите говори реферираше на Катица Јанева дека не е потребна за решавање на незнам ситуација. Дали Катица Јанева е легитимна од самиот почеток за ВМРО ДПМН или не? Вака, прво да ви посочам и да ве потсетам дека овие пратеници зад мене учествувале во носењето на законот, учествувале во изборот на господјата Јанева и учествувале во одлуките за финансирање на таа институција. Значи, околу тоа нема никаква дилема. Целта на формирањето на тоа обвинителство е да ги истражи сите оние информации кои што потекнуваат од периодот од 2008 до 2015 година во поглед на тоа како медиумите ја обработуваат темата за господјата Јанева. Би сакал да ви посечам дека господјата Јанева е вршител на јавна функција, исто како што се вршители на јавна функција овие пратеници, министри, јавен обвинител, членови на Републички судски совет, членови на Уставен суд, народен правобранител и си градоначалници, државни секретари, заменици министри. И работа на медиумите е да се занимаваат со тоа кој како ја обавува својата функција. Само да се дополнам. Значи, јас жалам искрено што господјата Јанева не ја користи приликата да дојде во ова собрание за да даде одговор на сите дилеми, прашања, па дури и ако сакате со вашиот речник, напади спрема неизе во смисла на нејзината работа или во смисла на нејзиното дејствување. Собранието на Република Македонија е најадекватно место каде тоа треба да се направи. Пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија се спремни да ги постават сите прашања на кои што нема одговор во јавност. Никој до ден денеска не знаеме врз база на чија одлука беше полициското приведување на господинот Едмон Теновко, што е класично загрозување на основно човеково право. Дали било одлука на суд, дали било одлука на обвинителство, дали било одлука на Министерство за внатрешни работи. На такви прашања сакаме одговор и ние, како и целокупната македонска јавност. Повелете? Зашто дискусијата да се појави Катица Јанева во собранието, колку она не е законско обврзана? Добро, во ред, ве молам. Значи, според, се извинувам, тезата во прашањето не е точна, но ќе ви одговорам. Според Уставот на Република Македонија, во членот 68, Собранието на Република Македонија, ве молам, Собранието на Република Македонија е надлежно да врши надзор и контрола на работата на сите избрани и именувани јавни функционери. Според деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, секој акт кој што не е закон, а се гледа во собранието, се постапува како да е закон во втора постапка, а има обврска дека во втора постапка мора да биде присутен
подносителот на материјалот без исклучок. Тоа и досега секогаш се применува. Имено, ако барате, како што се изрази, како што вчера соопштивме, ако барате како за првачиња некаде да е напишано дека специјалниот јавен обвинител или јавниот обвинител или директорот на Агенција за администрација или председателот на програмскиот совет на Македонска радиотелевизија влегува во собраниот заден влез, се пријавува на пријавница, го оставува своето пауто во гардероба, влегува во сала, седнува на седмото седиште и почнува да зборува, нема да најде. Тоа е така. Како на пример, во Законот за Агенција за администрација, член 15 став 3, вели, за својата работа и за работата на агенцијата, директорот и неговиот заменик одговараат пред Собранието на Република Македонија. Тие секогаш доаѓаат во Собранието кога поднесуваат извештај. Во Законот за судски совет, ве молам да одговорам на прашањето. Не сме во диалог, одговарам на прашањето, ќе ви дадам можност да одговориме после. Советот за својата работа, Закон за судски совет, член 64. Советот за својата работа поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија. И овде не вели дека мора да дојде, но тие секогаш доаѓаат заради тоа што според Уставот мораат да дојдат. Јавниот обвинител на Република Македонија е одговорен за општите состојби во врска со организирање, извршување и така натака. Закон за народен правобранител. Законот за народен правобранител го вели истото. Тој е одговорен за својата работа пред Собранието. Народниот правобранител, оној кој што сега извршува својата функција, 10 пати во годината доаѓа во Собранието и учествува материјално во расправата по материјалите кои што ги предлага пред Собранието. Дирекција за заштита на лични податоци. Истото. Државна комисија за одлучување во управна постапка, отработен однос. Истото. Значи, секаде во материјалните закони е дефинирано дека одговараат пред Собранието. И сите функционери доаѓаат во ова собрание и даваат извештај и даваат одговори на прашањата на пратениците. Затоа да молам, толкувањата кои што произлега од специјалното јавно обвинителство да ги земете како неточни. Благодарам. Значи јас добро, ако имате намера да бидете адвокат на господата Јанева, јас ви одговорив на моето прашање. Поведете.